Задоволство ми е што сум денес во работна посета на Брисел, во рамки на која го отворив предпоследниот билатерален скрининг за поглавието 30, посветено на надворешните односи. Процесот на скрининг се одвива успешно и според утврдената динамика. Од првата меѓувладина конференција на 19 јули 2022 година, кога официјално ги започнавме преговорите со Европската Унија, се одржуваат објаснувачки и билатерални состаноци за сите 33 поглавја, поделени во 6 кластери. Во овој период од 15 месеци имавме скоро 100 работни денови во Брисел, учествуваа приближно 1000 учесници од сите институции, беа одржани 850 презентации, а во процесот учествуваа 206 различни институции. Скринингот завршува утре, на 7 декември, и навистина сум задоволен што вице-премиерот Маричич и неговиот тим во СЕП успешно и во рок го поминаа целиот процес, а задоволството го дели и Европската комисија, и тоа го потврдија во нивниот извештај. Констатацијата на Европската комисија е дека имаме солидно ниво на усогласеност. Понатаму следат патоказите, кои се наша обврска која произлегува од преговарачката рамка, кои пак се услов за отворање на првиот кластер. За државата воедно од огромна важност е планот за раст, кој го презентираше председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, а кој го баравме ние земјите од Западен Балкан. Европската комисија го подготви и го достави планот, и тоа е навистина охрабрувачки. Планот за раст е токму она што очекувавме, елабориран, оперативен и фокусиран на неколку приоритети што го прави остварлив, а не само уште еден план кој што ќе остане на хартија. Овој план ќе даде нов силен поттик за процесот на евроинтеграција, со неговата реализација која зависи и од Европската Унија, но пред се од нас, земјите од Западен Балкан, вклучително и Северна Македонија, двојно ќе го зголемиме обемот на соработката, а со тоа и на економиите во регионот, и во земјата преку зголемена економска соработка ќе може да сметаме на 10% зголемување на бруто домашниот производ на годишно ниво. Планирани се 2 милиарди евра во грантови, од кои што земјите од Западен Балкан ќе имаат можност дополнително да користат 4 милиарди евра во заеми за стратешки проекти, кои ќе бидат гарантирани од Европската Унија со пониски каматни стапки, а ќе овозможат инвестирање во подобар живот за граѓаните и подобро работење на компаниите, а секако и во инфраструктура која што на подобар начин ќе ги поврзе земјите од Западен Балкан. За да може се ова да се операционализира, веќе воспоставивме и структура за спроведување на планот за раст на политичко и на експертско ниво. Формирани се експертски и политички работни групи, а првите чекори веќе ги преземавме, бидејќи на 17 ноември во организација на Министерството за финансии во Скопје се одржа министерска конференција со министрите за финансии и главните преговарачи од земјите од регионот, како и високи представници од Европската комисија, на која што разговаравме и ги утврдивме деталите за функционирање на процесот и конкретните рокови кои треба да се обезбедат заради што поскоро пристапување до овие финансиски средства.